Ти беше портпарол на председател. Да, за и тоа ми е лака, стварно сум горд на тој момент. Многу кул период ти е, така? Да, да. Одлично. Да. Си го гледал Spin City, си го гледал? Како серија? Сум го гледал. Ти се свиѓала? Да. Така знаеме. Кој не знае, па кој те врти тебе што не знае. Нели? Обичам така, кој не знае се ајде да му објасни. Како не, да. Гледа YouTube. Да види кој. Има сличност меѓу серијата и тоа што се случува, сите сплетки, перења, прајања, градоначалникот да испадне ваков тако. Во реалност како стојат работите? Има ли такви фрки да ги кажам? Види, да ти кажам искрено, у тоа време фрките и поголеми биле. Затоа што Борис Трајковски беше председател у позиција, знаеш од она од Срекна нова 49-то на чувена реплика Запад исток не отпишува, Запад не запишува. Ние имавме работа со кујните на ВМРО и на СДС од двете страни. Едните држат едни медиуми, другите држат други медиуми, а ни едни ни другите не го сакаат. Шо топовско месо туку у средина. Прилики, да. И тоа Борис Трајковски беше као кому иде, бај на него. И во таа смисла имавме стварно многу работа. Бевме изложени, имаше страшни, тенденциозни, малициозни написи. Што се збореше за тебе тогаш? За мене? Пример. Па не, као види сега што се збореше. Освен стандард, предавник, платеник, тоа. Не, тогаш не. Не до толку, да ти кажам. Не до толку. Стварно не било. Стално имало проблеми, да се разбереме, стално имало проблеми. Имало и тоа слаеле, има разни ќе се препознаат ако гледаат емисијата дека сум грчки шпион. Тоа, тие кујни, тие не престанале, они само менјаат човек, фаќаш? Иначе кујната си исто, тоа тенџерињата загорени, неизмиени чини, околуто мрсно, се ката. Нема тефлон тука. И кама. И пази, морам да кажам еден момент кој мислам дека треба да се знае, малку се знае. Тоа е времето кога единственото време, овие 20 години такозвана демократија, кај што имаше институција која организираше пресконференции на редовна база, на кој секој новинар можеше да дојде и можеше да постои прашање. И тоа не као сега дој, сега ти постави ова прашање, ти постави го ова прашање, ја ќе да ми одговорам на ова, ти ќе го објавиш ова. Значи, ние секој четврток у 12, у 1, така нешто. Сите редакции доаѓа и секој можеше да постои прашање како сака. Стварно е реткост да можеш сега на пресконференција да идеш, нели како викаат, искача некој искача, чита овакво, прашање не може тематска е пресконференција, како е тематска, не вика, пушти ми софтвер или дај нешто на FTP, сега може на компјутер да ја малтретира со камери да иде на пресконференција, шипти све мисла. Не може прашање, како е тоа не може прашање на пресконференција.